Не сум задоволна од одговорот, што видно што кажем, немам дополнителни прашања. Комплицирана е културата, министерке, многу е комплицирана, значи затоа треба да се внимава кога се прифаќа некоја функција и треба да се има претходни признања. Да, Домот на културата Коча Рацин е под град Скопје. Меѓутоа, платите ги дава Министерство за култура како и за сите други институции од областта на културата, што значи дека Министерството за култура одобрува или не одобрува вработување. Во овој случај да довршам, ако може, не ми влегувате во збор, министерка, ве молам, во овој случај националната институција, односно институцијата Дом на култура Коча Рацин уредно испратил до град Скопје. Значи сега слушате ме постапката, вие кажам, можеби ќе научите. Град Скопје им одобрува вработување и понатаму тие треба да добијат дозвола од Министерство за финансии. Значи град Скопје, односно ги праќа документите до Министерство за финансии и Министерство за финансии, министер ќе го праќа овој допис, ми останал таму, каде што вели дека тоа е ингеренција на Министерството за култура. Вие во владата имате комуникација меѓу себе. Со министерот за финансии се гледате, ги разгледувате проблемите кои што се решени. Ова не е одговор, ова е префрлање на топката на Министерство за финансии, па Министерство за култура, а вие ако сте министер за култура, ќе се загрижите сериозно за состојбите во кои што се наоѓаат институциите за култура, особено ако некоја институција се најде во ситуација пред згаснување, затоа што владата, предводена од премиерот Ковачевски и од целиот министерски состав, не може меѓу себе да се договори кој е надлежен за една институција, па таа институција на крај ќе дојде до само тројца вработени. Џабе вие да упаѓате во зборот место и да дофрлувате, едноставно, очигледно, не познавате како функционира системот на култура. Уште еднаш, немам дополнителни прашања, не сум задоволна, ниту јас, ниту пак оние кои што во февруари побарале 10 вработувања за да не им пропадне институцијата. Благодарам.